Почитуван председател на владата Ковачевски, почитувана министерке, почитуван директоре на јавното претпријатие за државни патишта Рустеми, почитувани пратеници, почитувани представници на медиумите. Министерството за транспорт и врски во соработка со ЈПДП го бележи најголемиот инвестициски циклус во изградба и модернизација на патната инфраструктура низ целата држава. Ако пред само 2-3 години главното прашање во овој регион, во Битола, во Прилеп и во останатите градови, општини и населени места беше инфраструктурното поврзување и одредено за поставување на овој регион, денеска тоа не е случај, бидејќи денеска веќе се наоѓаме на завршен, рехабилитиран пат од Битола до граничниот премин со Грција, на започната изградба на нов автопат Прилеп-Битола и на одличен прогрес на работите на експресниот пат од Градско кон Прилеп. Градиме и реконструираме патишта со кои обезбедуваме економски раст и развој на државата и на Пелагонискиот регион. Токму затоа и денеска со председателот на владата се наоѓаме на комплетно рехабилитиран патен правец од Битола до Меджитлија, дел од коридорот 10D. Многу значаен патен правец за Северна Македонија, за граѓаните на овој регион и за погранична и подобра економска соработка. За оваа рехабилитација инвестиравме над 3,6 милиони евра со цел да го изградиме на ниво на квалитетен и безбеден пат кој е во функција на целиот бизнис и на целата економија од Пелагонискиот регион, за граѓаните и за развој на туризмот. Како што веќе напоменав, Пелагонискиот регион е многу значаен за развој на нашата земја и затоа токму овде вложуваме сериозни финансиски средства и силно сме посветени на модернизација на целокупната инфраструктура во овој регион. Како што напоменав, веќе започнавме и со реализација на договорот за изградба на автопатската делница од Прилеп до Битола, што представува најголемиот инфраструктурен проект од независноста на Македонија до денеска во овој регион. Изведувачот веќе работи на постапките за пренасочување на сообраќајот на дел од постоечкиот пат и тоа подразбира дека сегашниот пат веќе во должина од 29 километри на кој што имаме одобрен инфраструктурен проект, на дел од оваа дистанца ќе биде пренасочен на споредниот пат за да може изведувачот да започне со геомеханичките испитувања на коловозот, а веднаш потоа и со изработка на сите елементи на идниот автопат. Дополнително се работи на сите административни постапки за експроприација, испитување на теренот, се работи на пристапните патишта до самата траса и на одлагалиштата на трасата. Тоа подразбира дека сите државни институции заедно со изведувачот и надзорот работат сериозно и со силна динамика посветено на реализација на овој многу значаен инфраструктурен проект. Уште еден важен патен правец за Пелагонија е експресниот пат Градско-Дреново-Фариш, исто така дел од коридорот 10D. Градежните работи се одвиваат со одлична динамика и денеска во ова време, во средината или кон крајот на месец декември, се уште имаме градежни активности, што е многу значајно и за капиталните инвестиции на државата, но и за реализација на овие проекти за овој регион. Уште една добра вест за битолчани е тоа што владата преку Министерството за транспорт и врски на општина Битола и додели 110 милиони денари за реконструкција на улица 8 септември во должина од 1,4 километри на потек од бензинската пумпа Лукойл према излезот кон Прилеп, како барање на општината, и токму на тоа барање владата одговори позитивно преку пратениците и мнозинството во собранието за да веќе се подготвуваат постапките за исплата на средствата, пошто општина Битола ќе може да започне со идните постапки за реализација на овој значаен проект за граѓаните. И поради тоа ве уверувам, реализацијата на капиталните проекти продолжува. Веќе денеска имаме над 530 милиони евра капитални инвестиции, реализација, што е највисоко ниво, повеќе и од минатата година, која што беше рекордна, и сум убеден дека тоа ниво на капиталните инвестиции ќе продолжи да расте и до 31.12 оваа година, со што сите овие проекти ќе останат во трајна вредност и значење за граѓаните на државата. Благодарам.